Почитувани, не е проблем што Венко Филипче отишол на одмор. Секој човек тоа го заслужува. Не е ни проблем локацијата каде се наоѓа одморот. Проблемот е лицемерието кое го шират и друштвото во кое се наоѓа Венко Филипче. Додека на бихачка штанцаат соопштенија за тоа колку лошо се живее во државата, гледаме како Филипче одлично живее. Додека Венко Филипче и СДС имаат лажно душегрижништво за правата на работниците, велат дека има ниска минимална плата и притоа велат дека знаат како му е на народот, го гледаме Венко Филипче во друштво на Зоран Заев на јахта во Грција. Проблемот е што криминалниот тандем Заев и Филипче уживаат со украдени пари од народот во Грција на скапи јахти. Венко Филипче треба да одговори чија е јахтата на која плови тој Заев, дали е негова, на неговиот поранешен шеф или на фирми поврзани со нив. Доколку јахтата е на него или на Заев, колку чини истата и на кој начин е купена. Почитувани, со ова Венко Филипче докажува дека е само привезок на Зоран Заев. Кога на Зоран Заев му требаше жртва за корона кризата, тука беше Венко Филипче. Кога му требаше некој да му е грее председателската фотелја во СДС, тука беше Венко Филипче. Сега, кога му треба друштво на Заев за одмор, тука е Венко Филипче. Чалам, луксус, скапи јахти, коли, мотори и ресторани. Ниту ги интересираат граѓаните кои поради нив живеа со 150 денари на ден, ниту пак знаеа како да им ги решат проблемите. Тие знаат само за тендери и провизии. И на власт, и во опозиција, со украдените пари уживаат во октоподи, лигни, тропски плодови. За нив ништо се нема сменето, бидејќи се заштитени од јавното обвинителство на Коцевски кој ги брани со своето останување на позицијата јавен обвинител. Заев и Филипче мора да бидат историја, а секако и да одговараат. Ви благодарам. Прашање? Да, во темата. Каква е позицијата на мнозинството за измените на изборниот законник во однос на учеството на независните иницијативи, на кои сега не им требаат подписи за да се кандидираат? Видете, во однос на ова прашање ќе морам да ви упатам на денешниот одговор на председателот на владата професор доктор Христијан Мицковски, кој што даде одговор на истото ова прашање при увид на градежни активности во општина Петровец. Практично изборниот законник се наоѓа во собраниска процедура. Согласни се сите политички партии, освен една опозициона партија. Го повикуваме Државната изборна комисија да, ако ништо друго, пристапи кон измена на правилникот.